Почитувани, добре дојдовте во Само вистина. Вечерва во студиото се Тони Менкиновски, добре дојдовте, и Јован Деспутовски од ЦДСМ, добре дојдовте и вие. Благодарам за Се надевам ќе имаме за многу работи време да кажеме. Оно што е за почеток би сакала почна утре судењето за трагедијата во Кучани, во кој што загинаа 6 лица, повеќе од 200 беа повредени. Нивните семејства и јавноста секако очекуваат правична одлука од ова судење. Сега секако можеби не благодарно да прашувам што очекувате од судскиот процес, бидејќи ќе се види многу брзо. Меѓутоа, оно што е интересно дека во последен момент и побарање на семејствата, роднините, тоа беше испорачено на последниот марш во Скопје, да се формира анкетна комисија, да се организира надзорна расправа во собранието. Еве тоа СДСМ и Левица денеска го поднесува. Што очекувате, колку во паралелно ќе се одбиваат на некој начин овие судскиот процес и анкетната комисија и надзорна расправа најавува Левица за почетокот на следниот месец. ВМРО ДПМН тоа го условуваат со да се вклучат и другите вакви трагедии како што беше модуларната болница Дурмо, Турс и така натаму. Господин Менкиновски, што може да се очекува сега во следниот период од сето ова што во меѓувреме го кажав? Навистина тешка тема. Добро вечер на гледачите на Канал 5. Најнапред дозволете ми да изразам сочувство до сите семејства и до сите загинати и сите оние жртви кои тој ден беа дел од еден немил настан што во Македонија мислам дека се нема случајно од 1945 година во еден ден толку луѓе да мислам дека после земјотресот ова е втора катастрофа. Се надевам на фер постапка кога зборуваме за судот. Не би сакал да преюдицирам, бидејќи се работи можеби таму некои од тие луѓе кои се обвинети се и не се виновни, нема некоја вина. Но сепак сметам, како правник, дека е потребно и целисходно македонската јавност, македонската нација да ја знае вистината што навистина се случи во Кочани и кој е виновен, навистина виновен зад целиот процес и целиот настан. Сега би сакал, исто денеска е еден многу битен ден, да кажам и сакав да го потенцирам, денеска е 151 година од раѓањето на Крсте Петков Мисирков. Многу значаен ден за нас македонците, еден од најголемите македонци, така да речеме прогласен за минатиот век. И сметам дека, бидејќи почнавме емисијата, и сакам ова да го додадам, иако е надвор од прашањето, но сметам дека Крсте Петков Мисирков има дадена толку значајна улога во целокупниот наш живот, целокупната наша историја, што според мене секој еден македонец, поготово и ние македонци кои вршат јавни функции, треба добро да го познаваат делото на Крсте Петков Мисирков, и добро не само да го познаваат како дело, едноставно да го спроведат, бидејќи Крсте Петков Мисирков е личност која пред 100 и колку години има, 117 години има напишано што нешто и денеска нас македонците ни се случува. Има дадена една многу битна сентенца, која многу би се допаѓа и многу пати ја користам во многу разговори, за ословувајќи ги нашите соседи како државици околу нас со големи империалистички замисли. Токму тоа нека биде и како повод да говориме и во делот кога ќе зборуваме за Европската унија. Би сакала сега само да завршиме оваа тема околу анкетната комисија и надзорната расправа. Очекувате дека тоа би помогнало дополнително плюс? Видете, секој еден надзор над работата на институциите во Македонија е добар. Но она што Сталин го има направено, ако сакате нешто да скриете, формирајте анкетна комисија. Сега да не грешам јас. Мислам дека е на Сталин. Формирајте комисија за да не го решите проблемот. Она што сметам дека во делот на Кочани е онаму каде што треба да се пресече на действие македонското судство. Македонското судство и македонското обвинителство треба да спремат добар предмет, не предмет да обвинат секого по секоја цена, него точно се лоцира кој е виновникот за настанот кој се случи таа вечер.
Значи мора да има виновник, за таа не грижи. Дали ова зборува дека вие сметате дека обвинението е преобемно? Јас не го познавам во, значи прво ми е многу жал кога го слушам тоа, значи како човек, сепак се тоа млади деца. Јас веста во врска со настанот е добив од еден мој пријател од Израел, кој после тоа ни пушти помошта, значи во Македонија докторите кои пристигнаа. Значи, на нивна иницијатива, ниту знае, Сабајле во 7 часот ме прашуваше кај се моите деца и јас му кажав дома се спијат, не знае што се случува. Сметам дека треба да се лоцира виновникот и треба да се покаже. Не би бил толку строг, бидејќи сега и да го смениме кривичниот законник, конечно што сакам да го кажам, не смртна казна, но има, иако ќе земам за пример една соседна земја, има и други земји, имаат една казна, вика доживотен затвор без право на помилување. Значи потребно е да се воведе и тоа во Македонија, значи за вакви сценарија, за вакви действија, значи за вакви грозоморни работи. Значи ние тие деца не можеме да ги вратиме во моментов. Но можеме на македонската мора да се донесе праведна одлука за да тоа да не се повторуваат вакви ситуации. Мораме да испратиме јасна порака. Мораме да испратиме јасна порака, значи дека не може во секоја шупа да има диско. Значи не може секој да прави што сака во Македонија. Така да ова е еден голем тест за сите нас македонци, но не по секоја цена. Значи и секого. Затоа не сакам да ја прејудицирам одлуката на судот. Треба да се види точно дали обвинителството собрало доволно докази, дали оние што се обвинети се на вистина, осомничени и обвинети, дали се на вистина тие кои се одговорни, како се одговорни, значи кој потврдил во целокупната активност. Значи ние како македонска јавност треба да добиеме правда, ама вистинска правда, не правда која ќе трае со години, па ќе имаме овдека сапунски серии, него едноставно да видиме правда и да од таа правда да имаме нарава учение. Значи, за војнина. За жал, тоа нарава учение многу не чини, знаете, 60 дечиња не е мала работа. Тоа се, мислам, Неам коментар. Секако на испит правната држава, секако правосудството пред се. А господин Деспотовски, што очекувате реално вие? Сега може како граѓанин да зборувам, соговорникот може да зборува од професионален капацитет како адвокат. Сега го се придружувам на сочувството изразено кон семејствата на жртвите. Навистина ми е и како човек жал за сето тоа што се случи. Ќе ги поврзам двете работи, бидејќи да бидеме малце поекспедитивни, значи и анкетната е иста тема, сакам да кажам. Тоа што треба да се случува пред судот е во суштина утврдување на индивидуалната одговорност, меѓутоа она што е тоа што треба да се случува во собранието. Тоа е политичка, лоцирање на политичка одговорност и секако тоа е еден начин како да се утврди точно така во функционирањето на системот, за да може да се превенираат вакви ситуации во иднина. Затоа што собранието не суди, не може да се сомнеме за политичка, да знаете, тука мислам дека нема да се случи баш така, меѓутоа дискусијата каде потврдил системот нема да се случи во судот. Што вие може да имате совршен систем, ако луѓето се несовршени такви какви што се. Ке можат ли да го избегнат моментот на политизација и најпрофесионално во собранието? Да, тоа. Знаете како сега, можеме да теоретизираме тука и да кажуваме дека ова е навистина сериозна работа, тешка трагедија, дека сите треба да бидат на висината на задачата и тоа меѓутоа тоа веројатно би траело еден ден и после веќе вториот ден би тргнало. Се надевам дека нема да се случи тоа, дека навистина низ отворена дискусија навистина ќе се лоцира, бидејќи ќе се лоцираат сите пропусти и повторно кажам, тоа не е за да се утврди нечија одговорност, тоа ќе се го прави судот посебна постапка која што почне утре. Како да се превенира тоа да се случи понатаму, да видиме каде е дупките. Повторно ќе кажам, системот може да биде совршен ако се луѓето несовршени и ако све се сведува на крај на политика, имаме проблем. Истото треба да се избегне се случува нели секако и во рамки на судската постапка. Да не се сведе на политика, не зборам за партиска политика, тука него генерално. Дека треба некако да се обезбеди да сето тоа тече во рамки на еден нормален систем и навистина се утврди она што викаме на база на докази, да се утврди кој навистина виновен, до кој ниво иде таа вина или не иде и така натаму. Искрено, повторно сочувствувам со семејствата на загинатите, бидејќи они повторно ќе го преживуваат. Треба ли, дали... Така што
сите политички, се за политички актери, затоа што за тоа па можам да зборам, бидејќи сум член на политичка партија, навистина треба да соберат сила и да не ја политизираат дискусијата во рамки на собранието, да се сведува на дневна политика. Политика ќе има, меѓутоа не сме да биде дневна и при тоа да се некако остави простор процесот во рамки на судскиот систем некако да доживее своја разрешница. Да, морбидно е да се искористува оваа трагедија во политички цели. Значи тоа е она страшно што мене лично како граѓанин ме иритира. Значи, наместо да се, мислам, гледа малце поинаку на целата работа, многу... Да, но тоа се инструментите на собранието, тоа се сепак демократски инструменти. Искористувањето политичко може да биде преку креирање на состојба на очекување во јавноста, кој што се рефлектира понатаму врз судиите и врз обвинители. Знаете како, значи, кога сепак зборуваме за луѓе, така, од крв и месо. Така што и креирање на таква состојба на очекување дека сега ќе имаме сериозно страшни казни, кои што неспорно дека треба да се случат, меѓутоа тоа треба да бидат навистина лоцирани на вистинската адреса, а не кој се нашол во моментот тука, ајде да го затоа велам, значи од таков аспект на политизирање не е дали било ВМРО или СДСМ или дуи криво или не било криво. Што мислите во тој контекст за ставот на ВМРО ДПМН дека тие се заедно да се рачистат, да се стават на увити претходните трагедии како што беа? Трагедија како трагедија, човечки живот како човечки живот, сите се исти. Така што јас искрено не гледам проблем зашто не би се отвориле сите прашања. Ако веќе бидејќи и таму и во претходните ситуации, и тука аргументот на нашето политичко опонент веројатно држи вода. За неголем дел од нив дури нема ни се уште кривична одговорност. Да, меѓутоа повторно кажувам, значи во собранието не утврдуваме кривично, утврдуваме и заради тоа сметам дека и партиите можеби треба да размислат и за, бидејќи повторно зборуваме за институции, веројатно и сличен сет на институции кои што во даден момент потврдиле. Да. Така што повторно ќе кажам, не би ги двоил сега дека за овие луѓе мора човечкиот живот е човечки живот. И таму имаме загубени, и навистина мислам дека од аспект на тоа дека зборувавме во тој случај и сега за пропусти на системот, за потфрлање на институции и така натаму, веројатно треба сите овие трагедии да бидат до сега едно големо наравучение како не треба понатаму да продолжиме. И тука во овој сегмент ја продолжувам емисијата со прашањето околу она што и во последниот извештај ни го порача од Европската комисија, дека треба да направиме засилени реформи, дека треба да се направат измените на кривичниот законник, кои што десетици функционери поранешни веќе се на некој начин амнестирани низ тие поблаги одредби во кривичниот законник, се бараат тие измени, значи аспектот беше дека Македонија не само што нема доволно реформи, туку и нема напредок во борбата со корупцијата. Што можеме сега во овој случај да направиме, господине Менкиновски? Интересно е тоа што од Брисел и порача на владата дека треба да има поголема финансиска независност за правосудството, бидејќи тоа веројатно се мисли дека тие треба да бидат независни од извршната власт. И ја видовме онаа полемика изминатиот период помеѓу Сдруженијето на суди и Судскиот совет кој што му одговорија со критики на критиките, да кажам, и на премиерот, па сега како гледате на целиот овој сет, што е она што мораме најтно да направиме за да не се сведеме дека постојано зборуваме за реформи, а всушност ништо не правиме? Ака сега, во овој дел не можеме преголема тема, премногу прашања и не можеме да дадеме кратки одговори, би биле погрешно разбрани пред македонската јавност. Но она што сметам дека во Македонија неминовно и подитно треба да се смени се две работи. Првата работа е за да се воведе демократија, значи во Македонија, за да профункционираат демократските принципи, значи тоа е и на барање на многу други извештаи. Иначе, кога зборуваме за извештаи, вакви извештаи се прават и за Франција, така да знае македонската јавност, не е само за Македонија, за сите држави имаат вакви извештаи, така да не е нешто страшно. Значи, овие се корективи, значи како извештаи, да не ги прередуцираме работите и да не правиме дека се е црно. Што е поентата? Значи, поентата е дека Македонија треба воведе систем, значи, она што се бара и мислам дека беше уште за време на како се викаше Пржинскиот договор и нешто во тој период,
Тоа е Мислите на оно што го бараше Прибе? да, и Прибе и Пржевски договор и претходно, значи премногу луѓе, значи дека Македонија треба да биде една изборна единица и да има отворена листа. Зошто е тоа битно? Многу е битно да во политиката влегуваат авторитети кои заслужуваат. Значи народот кој ги препознава и со тоа ќе се направи партиска демократија во самите партии која ќе значи еден многу битен сегмент дека таа партиска демократија, значи во тие партии ќе донесе нова свежина, нов дух, нови луѓе кои општеството ги препознава по нивната претходна работа и ќе ги гласа, бидејќи кога имате отворена листа, значи вие гласате не за кандидат, гласате за личност, гласате за некој кој што сметате дека ќе ги представува најдобро вашите интереси и одлуките кои ќе ги носи во собранието ќе бидат во интерес на македонските граѓани, бидејќи го познавате, го познавате него и ја познавате целокупната негова работа. Тоа е една многу битна и многу важна работа која Македонија мора да ја направи и дури мислам дека е условено. И мислите дека на тој начин полесно ќе се направат и останатите реформи, бидејќи тука го гледате проблемот, значи, да, тоа е еден од главните коренити проблеми. Значи во Македонија коренит проблем зашто тогаш во политиката нема да влегуваат луѓе кои навистина не ги познавате. Ај што не ги познавате, не знаете што работеле. Значи ние сме една од ретките држави, на пример, кај што имавме премиери кои после дипломската работа станува премиер. Значи, или министри, или кое искуство го имаат тие луѓе. Јас не ги навредувам, можда тие се премногу паметни како луѓе, но сепак, знаете, потребно треба да ги препознаеме, нели, на гласачко липче, да ги препознаеме. И вториот дел кој е многу важен, исто така, сметам онај дел кој се однесува на законот за потекло на имот. Значи, тој закон за потекло на имот е круцијален за сузбивање на корупцијата. Во 1989 година, пред да започне приватизацијата, таков закон во бивша Југославија постоел. И зошто е битен, ќе објаснам, во 1989 година е укинат тој закон во Македонија и започната е приватизацијата, бидејќи се сметало дека ако тој закон постои, дека ќе има проблем со таков да не го наречеме садистички начин на приватизирање на одредени фирми. Сега ние е многу битно да донесеме закон за потекло на имот. Зошто е битен тој закон? Потеклото на имот е многу битен, македонските граѓани едноставно да сватат и да е функционален тој закон, да не е како законот за денационализација или законот за, како се викаше, овој закон за лустрација. Кој сметам дека беше кој беа фарса. Еве да кажеме слободно, беа фарса. Фарса беше зашо и двата закони. Да, и двата закони се уште имаме предмети на денационализација и се уште поготово во делот на лустрацијата. Да ве потсетам, господине Менкиновски, еден министер прогласи дека денационализацијата е завршена, што е врв на иронијата. Во делот на лустрацијата сметам дека тоа требаше да биде со судска одлука и како општество ние требаше да определиме кои беа македонските дисиденти во минатиот период. И ни судска одлука, значи во државата да се прогласат, значи првим да се прогласат дисидентите, а после оние луѓе кои, значи биле зашто не сите луѓе кои се лустрираа, тие работеле за интересите на македонската држава. Тука се лустрираше поединечно кој на кого како му одговара, политички. И сега се вратиме на законот за потекло на имот. Законот за потекло на имот е многу важен закон. Значи најважен закон во Македонија. Тој е еден закон кој ќе ја мери, значи прво кај граѓаните нема да се јави револт, значи кон политичарите, зашто ќе се знае дека еден политичар се кандидира за да покаже што знае пред јавноста. Господин Менкиновски испаѓа дека на политичарите всушност не им ни треба ни независно судство во тој контекст. Ако вие тоа поентата. Не, само да се доискажам. Тоа значи исто и за судството. Значи ние индивидуални примери ќе имаме. Значи сакате да има и таму еден вид на како во Албанија што се спроведе процес на ветинг? Во Албанија, во целиот не ветинг, значи
Значи зборуваме за политичарите, зборуваме за државните службеници кои значи нивниот сон е да дојдат на власт и добро да се збогатат и да исчезнат некаде по светот, имајќи 2 до 3 пасоше и А во тоа меѓувреме ни само смета. да ветуваат реформи, Да, тоа а да така, ветуваат реформи. И законот за потекло на имот мора да биде значи низ процедура, судска процедура. Зошто е тоа важно? Значи не само да биде тоа административна процедура, и тоа е еден од ретките закони каде што оној кој има имот, значи стекнат, значи кој е пријавен, треба да докаже дека неговиот имот е стекнат на легален начин и дека платил данок за тоа. И тогаш македонските граѓани нема како на сегашните избори да бидат 16%, мислам дека излегува се на овие... Не, 40, скоро 50%. Не, за локалните збори. вкупниот број на гласачи, колку... Излезноста. Да, излезноста, колку е? Нешто помалку од 50%. Да, ева, Што е мислам досега да... најмала излезност, на барем на локалните Значи, избори. тогаш ќе имаме активна улога на граѓаните во процесот на демократија, дали локална, дали централна Ќе бидат демократија. мотивирани, Тоа се алатки кои се неминовни, тоа не се алатки кои јас сум ги смислил, значи тоа се алатки кои функционираат секаде во светот и се потребни во Македонија, значи да започнат да се применуваат. Да. Деспотовски, сега вие повеќе од делот на политиката, постојано кога ќе стигнат вакви извешти, горе-доле оценките се секогаш вакви, иако можат за некои извешти да се кажат овој бил најлош во последните 10 години, како што го оценија овој последниот извештај за напредокот на Македонија. Меѓутоа во делот на судството, конкретно и во борбата со корупцијата, што очекувате реално? Можеме ли ние некако ичек? Власта уверува дека до нова година ќе се најдат пред претениците. Министерот Филков кажа законот за судски и обвинителски совет, законот за уште еден друг во тој сегмент, закон за обвинителство, и тука бе изменетена кривичниот закон, навистина тој дури беше донесен и со европско знаменце, тука имавме најголеми критики. Мислам дека тоа е нотирано. Да, се согласувам дека сите земји кандидати, односно сите што учествуваат у процесот на пристапување, добиваат вакви годишни извештаи и се согласувам, има политика. Нормално дека политиката влие на тонот во извештаите, со тоа што не влие доминантно, нормално. И да сме имале одреден напредок во одредени области, можеби не сме биле доволно вешти да го презентираме така што треба, затоа добиваме во одредени области, меѓу кои судството и односно генерално целиот корпус на владење на правото добиваме забелешки, како што добиваме забелешки во економија и во ред други области, што и у суштина е нормално, треба да ги добиваме забелешките, затоа што се уште не сме ни подготвени да станеме членка. Сад, дали со носење на нови закони сето тоа ќе се поправи? Знаете како, пак ќе се вратам на одговорот на претходната дискусија. Че може совршениот закон да го имаме. Ако се луѓето што го спроведуваат несовршени, имаме проблем. И обратно. Да. Ако луѓето се на висина на задачата, оно што го зборуваше соговорникот, ми имаме луѓе со интегритет влезени во политика за да испорачаат, а не да земат. Знаете како, одредени системи, Велика Британија, например, функционира со устав, уствари не знам дали имат устав, него не е ни устав, него е... Нели? Така што нивото на регулирање или дорегулирање можеби кај нас е и потребен, заради тоа што е релативно мала држава и точно е остварување на независност, дали е тоа на судство, обвинителство или било која друга институција е реално тешко. Заради тоа што знаете како, таа е средината, тие се луѓето, сакали или некеле сме се сретнали, имам одредено лично мислење за вас, вие за мене. Искрено верувате дека нешто ќе се направи во овој процес и како гледате на ситуацијата во судството? Мислам дека многу луѓе, значи и во рамки на едната и во рамки на другата институција се изборам како граѓанин луѓе што ги познавам. Че не сум професионалец во областа, не можам да коментирам. Не знам дали се бавни, но како брзи, член на партија, како... Не, како член на партија коментирам, па то не иде. Не, сакам да кажам како политичар. Значи, познам доволно луѓе во двете фели за кои што знам дека се навистина професионални. И дека се луѓе со одветни човечки вредности кои што навистина заслужуваат да бидат внатре. Така што, знаете како, има еден ред на луѓе кои што поминале, не знам, различни обуки, знаете како, постојано, да кажеме, нашиот најголем стратешки партнер Соединетите американски држави. Дали се согласувате со оценката на премиерот дека главната реформа во судството според она што е препорачено е дека да се зголемат парите? Дали само е тоа прашање? Не мислам дека, знаете како, ако во одредени области и то тука сум застапувал став дека со пари може да се решат одредени работи, во конкретна ситуација не сум сигурен. Не сум сигурен. Така што не мислам дека ако постојано верувам дека за нормално функционирање се потребни средства, верувам дека треба да бидат соодветно наградени за својот труд,
Меѓутоа не сум сигурен дека во конкретна ситуација ако истуриме вреќа пари во тие две области. Добро, тој буџет треба да биде за правосудството. Добро. Ајде да кажем понародски зборуваме малку дека магично би се решиле проблемите. Можеби со законските решенија одредени работи ќе се постават како што треба, меѓутоа можеби треба сите да разбереме дека со секоја изјава што ја даваме во јавноста се зборува за политичарите. Повторно ќе кажем, креираме одредени ставови и очекувања во јавноста кои што после се рефлектираат врз работата не само на овие институции, на сите институции. И повторно ќе кажем, Македонија е мало општество. Да, но можеби е време да се каже да се види каде е проблемот и ако сте работи со одредени поединци, еве да се знае кои се тие поединци, бидејќи не можеме ние сега сепак да генерализираме дека сите суди и сите обвинители не чинат. За жал не е ова одлика на последниве 2 години, ова одлика на за 35 години, дека имаме тенденција да генерализираме работи, што не е добро. Затоа реков, познам лично многу луѓе кои што навистина си го заслужуваат местото таму. Поддржувате еден вид на ветинг за ова? Ветингот го спроведува и другите држави. Значи не е тоа прашање на личен избор на СДСМ или на председателот на СДСМ или на ВМРО или на ДУИ или на не знам кој, дали тоа треба да се спроведе или не. Еве најблиското соседство Албанија тоа го спроведе. Како мора да не дадат никакво решение, бидејќи вака не дали е тој модел или некој друг ќе се избере, меѓутоа одреден процес во кој што ќе се направи одреден филтер очигледно е потребен. Така што верувам дека тоа секако ни следи како се наближуваме кон пристапувањето во членство. Така што мислам дека нема да го избегнеме. Да, ја пробував што го зборуваше господинот Менкиновски. Во самиот судски совет видовме што се случуваше минатата година, како беше разрешена председателката, потоа беше вратена. Една претходна председателка на судскиот совет зборуваше за бизнис притисоци, некои зборат за политички притисоци. Мислам дека веќе треба работите да се расчистат таму и дека мора да профункционира правдата или некој како велиме, ако немаме правна држава, немаме ни демократија. Со оглед на времето би сакала и околу оној услов што го имаме со Европската унија за уставните измени. Господин Менкиновски, власта вели дека под сегашните услови нема уставни измени. Како ќе одиме напред? Што да се прави? Имам контра реплика. Во однос на претходната тема, ајде? Да. Прво сметам, значи, она што е многу важно, не треба да бидеме дефетисти. Сум убеден дека македонскиот правосуден систем за многу брзо време ќе профункционира како швајцарски часовник. Значи, прво, македонскиот правосуден систем има капацитети, значи, но има и проблеми. Она што е потребно во тој македонски правосуден систем, значи, е мерит системот. Мерит системот значи дека треба да се знае кој што работи, колку работи, кога работи и како работи. И како работи АКМИС системот, например? Ама не е само АКМИСот, АКМИСот ги распределува. Она што, добро е, например, е најново, например, судот, например, многу судови во западноевропските држави користат вештачка интелигенција за многу работи. Значи, што многу им е олеснува работата во техничкиот дел на спремањето на предметите, доставувањето на предметите, закажувањето и така натака. Значи, можно е оваа битка, значи, кај нас мислам дека Еди Рама има една министерка дигитална за тендери таму, можеби ние треба за јавни набавки, можеби тука е леко. Право веќе го користи тоа во делот на, значи, Европскиот суд, значи го користи во делот на приема на документите, во делот на скенирањето на документите, значи во делот на доставувањето, во делот на утврдувањето дали тие документи се оригинал или не. Кај нас не е тоа така и имаме, значи, тоа е еден од многуте проблеми. Имаме капацитет, имаме образовани луѓе, не ни требаат странци да ни го средат системот, значи имаме многу образовани луѓе во Македонија, луѓе со искуство. И мислам дека може, но имаме и многу луѓе кои стојат зад одредени кланови, значи кланови и за одредени кланови во судството зборувате? Во судството, да, зборуваме, значи за во судството, за во правосудството, дали е тоа обвинителство, дали е судство, и кои имаат една комфортна улога и нив им е добро и тие не сакаат промени. Многу пати сум го истакнал, тоа е онај дел врховистичко болшевистички систем, значи во Македонија, кога зборуваме за врховизмот, не мислам само на бугарскиот врховизам, тоа е врховизам, значи да бидете зависен од некој центар. Еве, ни рече Софија, ни рече Белград, ни рече Брисел. Значи,
Тоа е само едно оправдување, значи оправдување за непревземање на действија и оној болшевички систем, тоа оние типови кои се наоѓаат на овие институции кои сакаат да зграбат само. Значи како болшевиците, без разлика, без методологија и без ништо. Македонскиот правосуден систем може да се среди и тоа за многу потребен период, значи потребно е никого да не оштетиме во тој систем нормално, зашто имате судии, значи кои навистина си ја работата. Значи не го кажувам ова дека сум адвокат, па имам интерес, не ви го кажувам, навистина има судии од кои јас сум учел, ама има судии од кои сум се срамел искрено. Значи сум се срамел дека се судии. Значи, за тоа постојат многу начини. Постои начин на уставна тужба, например Хрватска го има направено тоа уставна тужба, ако изгубите вие предмет во судот, Европскиот суд за човекови права, автоматски вие се разрешувате. 2007 година до 2017 година имаше таква опција во законот за судовите. СДС е тргна таа опција, ако изгубите предмет. Па други не ни вратија, Да, од другите апсолутно, значи е но тие донесува првите, без разлика, не е битно, но битно е да постојат такви корективи, значи ако вие направите грешка, значи во некој предмет, да бидете разрешен. Кај нас судиите сметаат дека се доживотно. Јас сум имал лично пример, каде што судија пред еден месец пред пензија, лично ми кажа, никој ништо мене не ми може. Јас одам во пензија, не одговарам и ќе правам како што сакам. Значи поентата е дефитизмот кој се шири во Македонија, дека ние не можеме ништо да направиме, значи во Македонија не е точна. Што можеме сега да направиме? Значи сега во моментов, значи потребно е Ќе го зголемиме буџетот, бидејќи премиерот еве кажа ќе исполниме обврската, но потоа ќе бараме одговорности